Откако го открив овој едноставен и бесплатен трик, престанав да купувам скапи дождовни црви. Искрено, не ти треба ништо посебно. Обичен кафен брановиден картон е доволен за да направиш вистинска оаза во градината. Ако со години се прашуваш зошто почвата ти е тврда, сува и без живот, иако ставаш компост, остани со мене. Ова стварно може да ти ја смени градината. Заборави на скапи препарати и маркетиншки трикови. Во здравата почва, дождовните црви се тивки работници. Постојано ја ронат земјата и ја преработуваат органиката. А најинтересно е што картонот ги привлекува многу побрзо од било што купено. Купувањето црви е само привремено решение. Ако немаат услови за живот, тие едноставно исчезнуваат. Тука влегува во игра картонот. Кога ќе го ставиш на површината, тој станува како ќебе. Ја задржува влагата, ги гуши плевелите и во исто време им служи како храна. Црвите го јадат картонот, се размножуваат и го претвораат во хумус богат со хранливи материи. Без копање, создаваат мрежа од тунели низ кои корените полесно растат. Но ако почвата ти е како бетон, пресушена и збиена, црвите нема да можат да помогнат. Главниот проблем најчесто е тоа што ја уништуваме структурата на почвата со постојано прекопување и ја оставаме гола. Кај нас, со летните жештини, земјата многу брзо се суши. Сонцето ја убива микрофлората, а без органски слој, почвата се стврднува после секое полевање или дожд. Тогаш корените буквално се гушат, а хранливите материи остануваат заробени во тврда земја. Ставање компост во таква почва е залудно. Нема ефект, само се суши или се разградува без корист. Црвите и бактериите сакаат темно и влажно. Обичниот картон без сјајни слоеви го имитира шумскиот пот и го активира животот во почвата. Таа влажна зона станува како инкубатор за црвите. Со картонот, практично им правиш заштита од сонцето и сушата. Во такви услови, тие брзо се размножуваат и копаат тунели. Нивниот измет, биохумус, е едно од најдобрите природни џубрива. Ако имаш тешка почва, добро е прво малку да ја разлабавиш со вилушка, без превртување. Така создаваш канали низ кои воздухот и водата полесно ќе навлезат. Во тие услови, картонот побрзо се разградува, а почвата оживува. Кога ќе го поставиш картонот, остави го неколку дена пред да ставиш дополнителна прекривка. Во овој период, важно е редовно да се полева, особено кај нас каде што летото брзо суши се. Почвата треба да биде влажна, но не калива. Во добри услови, на мал простор може да има многу црви, и тие ја претвораат земјата во вистински биореактор. Кога ќе додадеш мал слој органика, трева, лисја или компост, нивната активност уште повеќе се зголемува. Ова создава одлична основа за здрави и родни растенија. Биохумусот е богат со хранливи материи и корисни микроорганизми, вистинска природна енергија за градината. Тунелите што ги прават црвите, овозможуваат воздух и вода да стигнат длабоко до корените. Тоа е природна вентилација и задржување на влага. Нешто што е особено важно во нашите суви периоди. Една честа грешка е да се покрие картонот со дебел слој свежа трева или пластика. Така се создава лоша анаеробна средина со непријатен мирис. Картонот треба да е влажен, но да дише. Тој создава услови слични на шумска подлога. Во првите денови впива вода, задржува влага и почнува да се распаѓа, што ги привлекува црвите од подлабоките слоеви. За околу една недела, веќе почнува активна преработка и почвата станува жива. 2 слоја картон даваат подобар ефект од еден, особено за задржување на влага во топло време. Важно! Избегнувај картон со сјај, боја или печат. Може да содржи штетни хемикалии.
Најдобар е обичен кафен картон од кутии. Пред да го поставиш, извади ги сите метални спојки и ленти. Сечи го на парчиња и реди го со преклоп, за да не оставиш простор за плевели. Добро навлажни го картонот. Треба да биде како натопен сунѓер. Ако остане сув, црвите нема да влезат. Честа грешка е само површно полевање. Водата треба да навлезе длабоко во картонот и почвата. Така, дури и тврда и сува земја може да се претвори во мека и плодна за релативно кратко време.